Јасни пораки од еврокомесарката за проширување Марта Кос дека Македонија е земја која бележи сериозен напредок во реформите и затоа е во групата земји кандидати кои добиваат повеќе средства од планот за раст. Таа истакна дека како полноправна членка земјава ќе добива многу повеќе средства, дека Македонија има место во Европската унија, но не заборави да порача дека за тоа е потребно усвојување на уставните измени. Сепак го отфрли она што премиерот Мицкоски постојано го повторува како барање, дека уставните измени ќе бидат усвоени доколку претходно добие гаранции дека нема да има нови барања и блокирања од страна на Бугарија. But adopting the agreed constitutional amendments remains the necessary next step towards formally starting the accession negotiations. That is why I once again encourage government to initiate the process which could soon bring the change of the constitution. You have a place in the European Union as a full EU member state. Let us work together, you, the government, all the stakeholders here in North Macedonia, us, the European Union, and me personally with my team, to turn this mission and vision into the reality. Премиерот Мицкоски рече дека очекува европската интеграција да стане процес која се темели на јасни критериуми, на вредности и на исполнување на реформската агенда, а не процес кој ќе биде оптоварен со билатерални прашања. Тој притоа истакна дека реформите во земјава се далеку поголеми од она што се прикажува. Јас сум убеден дека ние како влада сме вистинските фронтранери кога станува збор за квалитетот на испораката и брзината на испораката, посветеноста и работата. И во таа насока ќе продолжиме да работиме. За нас нема во моментот никаква друга опција, ниту план Б. За нас единствена опција е членство во рамките на Европската унија и посветеност во делот на испораката на реформите. Во однос на изборниот законник, Кос порача дека очекува партиите да постигнат согласност и во овој кус период до средината на месецов, собранието да ги изгласа законските измени, со што Македонија би можела да добие дополнителни 4 милиони евра европски пари. Со оглед на тоа што исполнивте 90% од реформите, ги повикувам сите страни да обезбедиме 100% успех со усвојување на изборниот законник, истакна еврокомесарката Кос.